Шокантна вест од Кочани. 11-годишно дете е во 6-тиот месец на бременоста. Состојбата на детето први ја забележале наставниците, пошто е известен и Центарот за социјални работи во Кочани. Центарот за социјална работа Кочани постапува согласно сите стручни упатства и процедури во вакви случаи, при тоа воден на началото на најдобар интерес на малолетното дете. Оваа насока стручниот тим составен од стручни работници досега ги превзели и во континуитет ги превзема и ги превзема сите действија согласно законските овластувања и надлежности. Истрагата посочила дека детето е жртва на силување. Во полициската станица Кочани повикан и задржан е ЕА на возраст од 19 години од Кочани, поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело. Полов напад врз дете кое не наполнило 14 години. Казниво по член 188 став 1 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија. Информираат од СВР Штип. Според информациите на ТВ Стар, жртвата и детето живееле под ист покрив. Станува збор за членови на исто семејство, но кои не се крвно поврзани. Поради ова, детето е отстрането од домот и е згрижено во малиот групен дом во Берово, каде и сега се наоѓа. Детето е згрижено согласно новиот закон за социјална заштита и членовите за интервентно сместување, со кои се обезбедува заштита во кризна состојба најдолго до 30 дена и услугата за привремен престој, која обезбедува заштита и стручна помош на лица кои се наоѓаат во кризна состојба во време траење до 3 месеци, со можност за продолжување уште за 3 месеци. Информираат од Министерството за труд и социјална политика. ТВ Стар се обиде да добие информација за состојбата во која детето во моментот се наоѓа, но од малиот групен дом во Берово не информираа дека согласно одредбите за заштита на децата, такви информации не смеат да даваат. 11-годишното дете од Кочани досега е најмалото дете кое е регистрирано како бремено во источниот дел на државата. Состојбата во која во моментов се наоѓа е сериозна закана за незиното физичко и психичко здравје. Во таа ситуација настануваат многу значајни промени кои истоштуваат организмот, самиот организам, влијаат врз здравјето на детенцето и предизвикуваат низа физички промени во поглед на хормонскиот статус и растот и развојот на тоа дете. Од друга страна, во поглед на психичкиот развиток, секако дека дете од 11 години не е способно да се грижи за друго дете, за новородено, и сето тоа дополнително ќе да допринесе за појава на низа проблеми во понатамошниот психички развиток на детето. Инаку, според делото за кое се товари, на сторителот му се заканува затворска казна од најмалку 12 години затвор. Од почетокот на годината, ова е втор случај на полов напад врз дете кое не наполнило 14 години. Претходно на 2 јануари, основното јавно обвинителство во Кочани покрена обвинение против жител на Виница, кој во подрум на зграда намамил дете пошто му дал пари за да молчи. Пред да биде откриен, тој делото го повторил уште еднаш. Инаку, најмалата пациентка која се породила на акушерското оделение во Штип имала само 13 години.